Не стивнуваат реакциите помеѓу родителите и наставниот кадар околу предлог законот за учебници со кој покрај замена на хартиените со дигитални учебници се предвидува испојување на неколку предмети во еден, како и воведување на нови наставни содржини. Така да ќе се намалуваат и фондовите на часови, а ќе се зголемуваат, ќе се додаваат некои нови предмети кои ние сметаме како иницијатива дека е прерано се воведат во основно образование. Например, сексуалното образование. Сметаме заради тоа што децата не се доволно зрели за да ги разберат тие работи. Во концепцијата за основно образование од март годинава меѓу другото се вели дека од исклучително значење за обезбедување родово сензитивно образование е тоа што помеѓу понудените изборни предмети има такви кои барем делумно се посветени на стекнување сознанија за тоа дека родовите норми и улоги не се фиксни, како и тоа дека родовите стереотипи може да доведат до сериозни индивидуални и општествени последици, меѓу кои најпроблематична е високата застапеност на родово заснованото насилство. Се очекува ваквите предмети преку посочените содржини да овозможат градење на негативен став кон сите видови родова дискриминација, вклучувајќи и дискриминацијата врз основа на сексуална ориентација, се вели во дел од концепцијата. Од граѓанската иницијатива учебници и настава мора да има бараат да се исклучи родово сензитивното образование во основното образование, етика на религија да остане изборен предмет, да не се спојуваат два или повеќе предмети во еден и да нема кратење на фондот на часови по одредени предмети. Ова што сега се промовира со ова родово сензитивна настава, мислам дека се сепак сепак промоција на некои скривени вредности. Јас се чувствувам згрозена од ново родово сензитивно образование, затоа што нема потреба детето да учи родово сензитивно образование и како треба да се декларира родител 1, родител 2, па зарем може нешто полошо да се случи од ова? Родител 1, јас сум мајка, јас не сакам да ме нарекуваат родител 1 или родител 2. Предвидено е спојување на општествените науки во еден предмет. Хемија, биологија и физика се инкорпорираат во природни науки, додека информатика и ото треба да се изучуваат заедно, исто како музичко со ликовно образование. И сметам дека треба за вакви реформи да се направи една добра и стручна евалуација и анализа на состојбата во училиштата во Републикава, а потоа веќе да се отпочне со една темелна реформа која што би значила трајно решение. Ова ја засега целата држава и целиот образовен систем, пред се ние како родители. Родителиве не се за ова. Од Министерството за образование велат дека не станува збор за спојување на предмети, туку за нивна интеграција и од во новиот модел нема кратење на научни дисциплини и содржини, туку дека тие си остануваат. Велат интегрираните предмети не се новина во нашиот образовен систем. По однос на сеопфатното сексуално образование се работи за пилот проект кој ќе се спроведува во учебната 2021-2022 година во 4 основни училишта, при што наставната програма ќе биде понудена како изборен предмет за учениците во 9 оделение и тие ќе можат на доброволна основа и со потврдена согласност од страна на нивните родители да учествуваат. Објаснуваат дека не било планирано бришење на термините родители, старатели, мајка и татко во новата концепција за основно образование и во новите наставни програми. Велат дека во документите кои биле јавно достапни никаде не била дадена ваква насока, односно термините мајка и татко остануваат како и досега. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.